на животот на граѓаните во општините. Почитуван амбасадоре, Ваша Екселенцијо господине Жбогар, почитуван генерален директор на Директоратот за соседска политика и проширување со Европската Унија господине Даниелсон, почитуван господине Бертолини од делегацијата на Европската Унија во Скопје, членови на делегацијата овде присутни, Ваши екселенции, почитувани амбасадори и представници на дипломатскиот кор во Република Македонија, почитувани министри од владата на Република Македонија, почитувани градоначалници, председатели на совети на општините, членови на советите, почитувани гости, пријатели на Македонија, почитувани представници на медиумите. Денеска сме радосни и горди што присуствуваме на настан со кој нашите пријатели и силни поддржувачи од Европската Унија стартуваат уште една кампања, овој пат со пораката "Замисли иднина заедно", за да ги промовираат придобивките од членството во Унијата. Ова не е прва кампања, ова не е ниту последна. Ова е само една од низите кампањи со кои нашите европски пријатели и партнери не подсетуваат дека имаме заедничка сегашност, која градиме веќе 2 децении на патот до нашето полноправно членство во Унијата и дека пред нас стои иднина, заедничка иднина, во која нашата земја ќе биде земја партнер, земја која ќе придонесува за заедницата на европските народи и земја која ќе има еднаков пристап до сите придобивки од членството во Европската Унија. Република Македонија го направи својот избор. Избра иднина наместо неизвестна и безсмислена изолација. За прв пат во својата историја Република Македонија седна на маса како рамноправен партнер со медијаторство на Обединетите нации за да ја разговара, да преговара и да одлучи за својата иднина. Тоа досега никогаш не се случило. За нејзината иднина во нашата историја се одлучувало без наше присуство. Ние рековме не. За нас, за нашата иднина, ќе разговарате со нас. Тоа го прават само потврдени и докажани државотворни народи и политички елити. И светот го препозна тоа. Ни одаде признание. Не препознаа како рамноправен партнер, како фактор во регионот, во Европа и во светот. Наспроти заканите покажавме храброст, достоинство и политички став. Признанијата дојдоа и како датум за преговори со Европската Унија и како покана за завршниот процес за пристапување кон членство во НАТО на нашата земја. Граѓаните на нашата земја го направија изборот и тие се горди на својот избор. Ја избравме иднината. Иднината на Европската Унија, избор што му припаѓа на секој европски граѓанин. Ние, граѓаните на Република Македонија, ја избравме Европска Македонија и Европската Унија, зашто се изградени на вредностите во кои веруваме и ги практикуваме и ние. Европската Унија е концепт кој е заснован на заедничките основни верувања и убедувања за слободата, за демократијата и човековите права, за пазарната економија, како и за остварување на фер економски можности врз темелите на солидарноста. Затоа ја сакаме и ја замислуваме иднината заедно. Замислуваме, ја посакуваме, работиме за неа и веќе сме заедно. Ке ми дозволите само накусо да ве потсетам. Ако се земе тоталниот буџет од 1,28 милиарди долари само за Република Македонија, како фонд за предпристапниот период 2007-2020 година, вкупната годишна ЕУ помош за Македонија изнесува 90 милиони евра. Тоа се 260.000 евра дневно. 15,5 милиони евра годишно влегуваат во Македонија преку ЕУ програмата за транспорт. Тоа се фондови со кои се градат патишта, мостови, железници, тунели и друга инфраструктура. Граѓаните на Европската Унија издвојуваат 8,5 милиони евра европски пари
за заштита на границите на Македонија во 2018 година, за нашата безбедност. 15 милиони евра европски пари се планираат за земјоделството во Македонија само за 2019 година. 18 милиони евра во 2020 година за реформи во правосудството и во полицијата во Македонија. Тоа е само мал дел од европските фондови за подобар живот во Македонија. Тоа е поддршка на нашите пријатели. Почитувани, уште еден голем чекор и неколку домашни работни задачи ни остануваат за да станеме полноправни членови на семејството на кое му припаѓаме, бидејќи ги делиме истите вредности. На предстојниот референдум ќе го направиме последниот чекор за да ја завршиме изградбата на нашата држава според европски правила. Со отварањето на преговорите со Европската Унија и со исполнувањето на домашните обврски и реформи, создаваме функционална држава во која владеат редот и законот и во која институциите се сервис на граѓаните, отворени и отчетни. Референдумот е последниот чекор за да ја завршиме оваа трансформација. Со наша силна политичка волја и со поддршка на Европската Унија ќе обезбедиме независно судство, слободни медиуми, професионална јавна администрација, подобро и подостапно здравство, поквалитетно образование и безпоштедна борба против корупцијата. Дозволете ми на крајот да им се обратам на нашите сограѓани. Почитувани мои сограѓани, од денеска натам до 30 септември посакувам да не обединува мудрост во најдобриот избор. Тој избор да го направиме со љубов за нашата земја, за незината иднина, која замислуваме заедно со нашите пријатели од Европската Унија. Граѓаните на Република Македонија, на оваа земја наша, го можат тоа зашто веруваат, имаат верба дека таа иднина е исполнета со вредности што ги споделуваат сите европјани. Да го направиме последниот чекор заедно, надежта да ја претвориме во реалност, на иднината што ја замислуваме заедно, да ја дадеме шанса да биде наша стварност. Благодарам за оваа можност, благодарам до Европската Унија, до целиот персонал на делегацијата на Европската Унија во нашата земја, за посветеноста што несебично ја издвојувате за Република Македонија. Одиме напред, да ја замислиме и создадеме нашата иднина заедно. Благодарам.